размислував да имаме можеби 30 на минути размислување, ама како што гледам и давате повеќе време. Не би сакал многу да се замараме, би сакал да бидам концизен во она што ќе размислуваме, но некогаш имам една мана, значи може да зборувам многу долго, зависност од потребите и од барањата. Но би сакале да ги поделиме работите. Попладне, ако дојдете, желбата ми е да размислуваме за лайфстайл медицината, медицина на животен стил, дел од медицината, општо земена, која испитува како нашите животни навики влијаат на нашето здравје и како може да си го подобриме животот. Сами ефекти од тоа нешто. Денеска ќе спомнеме само еден или два примери, од тоа мислам дека ќе биде на наше охрабрување. Значи, овдека имам дојдено пред 2 години, мислам, кога ве посетивме со црквата од Кавадарци. Ни беше пријатно тука и дефинитивно, значи, сакаме да дојдеме и друг пат, пак да се видиме, да се дружиме, да си помогнеме еден со друг и да размениме мислења. Сите ние имаме потреба од различни мислења, кои ќе си ги земеме во предвид кога дома ќе размислуваме подлабоко на темите од Библијата. Ја верувам дека сите ние овдека сме дојдени од можеби една главна суштинска цел. Ја тоа би го рекол со еден збор, а тоа е исполнување на она што е напишено во оваа книга. Сите ние сме љубители на оваа книга и заеднички овдека се трудиме да се продлабочиме во оваа книга и да се научиме како да го спроведуваме она што е напишано, бидејќи гледаме дека сето тоа е добро за нас, но исто така и за нашите ближни. Со еден збор, како би ја опишале оваа книга? Имаме различни видувања. Ако прашаме секој еден од нас посебно, веројатно ќе имаме и посебни дефиниции за сето она што е во Библијата. Но верувам дека во главном повеќето од луѓето ќе се сложиме дека суштината на Библијата е љубовта. Дека љубовта ја опишува во еден збор најдобро Библијата и она што е напишено во неја. Прашањето е како да ја спроведиме љубовта која што е представена ваму. Рековме на крстот се сретнаа љубовта и правдата. Тоа е извореден момент каде што се покажува дека и едното и другото не можат и дека треба и едното и другото да се исполнат. Но што е љубовта? Ако ние само изразиме дека имаме одредени чувства, дали тоа е доволно? Дали е доволно пак само да тој како родител, кој што вели имам премногу чувства спрема тебе и врзан сум, но кога тоа дете или тој член од фамилијата треба да му се направи нешто што е за него добро, не може да те пушта. Моите чувства се преголеми, со што покажува дека таа љубов не е реална, не е исполнлива. Ја љубовта би ја поделил на 4 степени или развојни чекори. Првото нешто би рекол дека тоа е интересот. Ја верувам дека ако нема интерес помеѓу луѓето еден со друг, дека тоа не е исполнување на законот на љубовта. Што е интерес? Интерес е да дозволиме да другите луѓе ги дадат и ги искажат своите мислења, своите потреби, своите желби, своите идеи, своите визии. Ако тоа не успееме да го направиме во општењето помеѓу нас и со нашите пријатели, тогаш мислам дека не го исполнуваме законот на љубовта и соодветно не исполнуваме Библијата. Зошто е тоа така? Ако немаме време да посветиме на самите нас, нашите пријатели, нашите близки, тогаш како ќе знаеме кои се нивните потреби? Можеме да предпоставиме, можеме да помогнеме, но често пати и ќе промашиме, бидејќи можеби нема да одговарат на нивните потреби. Но, ако посветиме време, ако се интересираме за нив, нивната иднина, нивните интереси, нивното хоби, што е она што ги прави живи во животот, тогаш ќе може да разбереме кои се нивните потреби. Ако ги знаеме нивните потреби, тогаш е многу лесно да може да одговориме на нив, доколку тоа можеме. Тоа е вториот степен, значи грижа. Знаејќи ги потребите, можеме
да помогнеме. Сега, третиот степен е уште еден чекор понатаму. Ако ние ги знаеме потребите на луѓето, но ние не сме во можност да им помогнеме, тогаш е добро да бидеме одговорни за да им се помогне. Што значи да побараме и да најдеме некој или нешто што може да им помогне. Со таа одговорност ќе покажеме уште поголем интерес и љубов и ќе помогнеме. Често пати ќе видите во случајот со Исус, значи имаше луѓе кои што многија други луѓе велеа, овој може да ти помогне. Тоа беше исполнување на тој закон на љубовта. Овој може да ти помогне. Дојди. Четвртиот степен е уште еден чекор понатаму. Кога веќе може да се грижиме, она што не можеме, бараме кој може и како да се помогне, но четвртиот степен ќе не ограничи во тоа. Ние можеме да се интересираме за луѓето, ние може да се грижиме за нивните потреби и ние може да бидеме одговорни да бараме кој може да помогне, се дотаму и додека тие ни дозволуват. Тоа се вика респект. Ако тој постави граница и не ни дозволи да се интересираме за него, тогаш, ако ја поминеме, тогаш ние сме наметливи луѓе, го кршиме законот на љубовта, ние се поставаме во улога на насилници. Тоа не е љубов. Ако тие луѓе не ни дозволат да се погрижиме за нивните потреби, а ние упорно настојуваме, тоа пак не е добро. А уште повеќе за одговорноста. Респекта го става Бог надвор од тоа да им помогне на многу луѓе. Ако тие не го повикаа во селото и беа против него, поради тоа што тој ги почитува нив и нивната слободна волја, тој не им помага. Не сака да биде насилник. Така се исполнува тој закон и ќе го видите во Исусовиот живот, на многу места се исполнува тие принципи. Тие принципи ние би требало и денеска да ги спроведеме во нашиот живот. Тоа би можело да биде онаа кое што може да ги возобнови нашите животи и во односот со нашите пријатели. Да размислиме на момент, се сеќавате, ќе парафразирам, Исаја 58 глава. Залудна е вашата служба, залудни се вашите жртви, залудна е вашето зборување. Ја мислам дека често пати ние се држиме на една теорија или логика која сведочи. Ние само треба да читаме, што значи да собираме информација, да се молеме, што значи да рецитираме често пати, и третата е да одиме и да изборуваме на луѓето, што често пати е без оглед колку тие сакаат да слушнат или не. Но дали тоа Бог го прифаќа е прашањето? Дали таа служба ја прифаќа? Тоа е како еден работодавец и еден работник. Дали Бог не прима во својата работа, ако така постапуваме? Во овој случај, во Исаја 58 глава, тој ќе каже, вашата служба не е прифатлива. Залудни се вашите дела на таа тема. Вие може би ги посветувате животите потполно на тоа, но резултатот е неприфатлив. Зошто? Затоа што во вашите дела вие не покажувате грижа за луѓето. Не ги гледате нивните потреби, не се грижите за нив. Дали тоа е само за сиракот, за вдовицата и за оној кој што е неправден? Или тоа е општ принцип? Потребите на луѓето. Не ги помагате тие потреби. Ако тоа го правите, тогаш го исполнувате законот на љубовта. Тогаш сме едно исто. Како тоа би можеле да го видиме од призмата на денешниот свет? Ако само читаме, се полниме со информации, тогаш често пати ние пристапуваме кон луѓето како некои полни со нешто, за да им дадат нешто. Како се осеќаат луѓето кога доваѓат, или кога ви дошол некој со полно знаење и сака да ви го пренесе тоа нешто? Дали се осеќате нападнати? Ако имате предрасуда спрема тој човек, дали уште повеќе се браните? Тоа е една преграда која што 50 до 60 до 70% многу од луѓето ги туркаме и ги губиме со еден таков пристап. Ако само пробаме да им го представиме она ние како размислуваме, луѓето тоа го сметат за напад во нивниот личен простор и се бранат агресивно, некои од нив, а некои само поставуваат лице колку да не го закачуваме повеќе.
А ако посветиме време да се интересираме за нив, за нивните потреби, за нивните грижи, тогаш ќе имаме многу пријатели. Например, ако го видиме нашето општество, сега проблемот е што вдовицата, сиракот, сето тоа е од социјалната програма на државата во главном е покриено. Ке најдеме некаде каде што државата не успева да ги покрие тие работи. Има можност за работа, нели? Ке видиме деца кои што шетаат по улиците, кои што имаат проблем. Но што ќе направиме ако само тие работи ги подобриме во општеството? Ништо посебно. Но ако помагаме и се дружиме со луѓето, тогаш ќе имаме многу пријатели, ќе направиме многу добри дела и ќе помогнеме да ова општество биде поквалитетно. Можеби тоа е суштината на размислувањето. Бидејќи, ако го разгледаме светот, ќе видиме дека обично протестантскиот свет посебно дава внимание на тоа квалитетно општество и општествена одговорност. Резултатот од тоа е пријатен живот. А оние општества кои се базирани на себичност, на да се има повеќе, резултатот од тоа е неопштествена одговорност. Секој гледа да си стигне побрзо на своето место, да има повеќе за себе, не го интересира за потребите на другиот. Можеби тоа е еден од најдобрите докази за Божјата присутност, Божјото влијание и реформата на една одредена заедница. Квалитетот кој што се носи во општеството. Кои се потребите на нашето општество? Ако прво земеме кои се потребите на човекот, например за храна и за пеење, нели? Сите ние или мноштвото од луѓето сме влезени во некој систем да мора да работиме, да се трудиме, да се грижиме и постојано да исплаќаме, а често пати тоа го правиме под едно такво расположение и штетејки на нашето здравје. Луѓето денеска се преокупирани со тоа да имаат неуротрансмитери во својата храна, во своето пиење. Зошто? Затоа што самиот живот ги прави на такво нешто, за да се преживее хаосот на еден град и на едно место. Луѓето се хранат со концентрирана храна, а после тоа користат неуротрансмитери да може таа резервна енергија, тоа би било кофеинот, никотинот, таа резервна енергија да се извади од црниот дроб и од мускулите, за да ги врати во живот. Бидејќи храната со која се хранат, често пати ја паѓа енергијата повеќе од тоа што било. Едно од основните потреби кој може да им помогнеме на луѓето е токму со оставањето на овие неуротрансмитери. Како ќе им помогнеме тоа? Ако нашата храна е добро укомпонирана и базирана на растителни влакна, последицата од тоа ќе биде растителните влакна ја пуштат енергијата постепено. Нешто во почетокот на цревата, нешто покасно, нешто на крајот. Ако имаме добра комбинација помеѓу протеинот во храната, тоа ќе возможи уште побавно користење на енергијата. Резултат, енергијата полека ќе почне да се качува и после ќе трае многу подолго. Со вториот оброк исто. Цел ден нема да ни падне енергијата. Еден таков поспокоен живот е она кој што можеме ние да го спроведеме во нашиот живот и да помогнеме на сите овие кои што страдат во овој свет. Тие морат да зимат нешто кое што таа резервна енергија ќе извади, бидејќи се хранат со храна која е вкусна на уста, но резултатот од тоа е лошо здравје. Втора е физичката активност. Значи во сето тоа не може да најдеме сегменти во кои што можеме да им помогнеме на овие луѓе. Дали некојаш се осеќате во својот духовен живот, можеби како трговци, кои што сакаме да продадеме нешто во овој свет, но никој не сака да го купи? Дали не се осеќате, еве, ако тргнеме со книги да продаваме, дали не се осеќате дека продаваме нешто кој што никој не го сака? Дека можеби тоа го правиме само за 1% од луѓето? Што е со овие другите? Тие имаат потреба од она што ние го продаваме, но ние не знаеме како тоа да го продадеме. Ако го правиме со скриени мотиви и со скриени цели, тогаш тоа ќе донесе уште поголема штета. Зошто? Затоа што ако не е раководството на основниот мотив љубов, се друго ќе го расипе и нашиот живот и нивниот живот. Тоа се вика од корист. Често пати за тоа знаат луѓето да бидат одбивни или да избегнуват, бидејќи се осеќаат како
нешто треба да им биде земено. Многу е добро на луѓето да им се даде нешто за возврат, ништо да не се чека. А ако имаме многу пријатели и тие го видат нашиот карактер, тоа е нешто друго. Значи, секоја една работа од тоа што ние ја имаме е многу добра ако ние имаме контакт со луѓето и ако тоа го одразува нашиот карактер. Тоа веќе сведочи многу добро. Но многу повеќе ќе помогнеме ако конкретно нашата работа ја сврзиме кон тоа за квалитетите на она што е во општеството, за она што е проблематиката во општеството. Ниједна работа не треба да се занемари. Но сега е прашањето како се спроведе. Значи, црквата како црква пред се грижи и занимава со духовната потреба. Но ние како луѓе, како членови, ние живееме со разни типови на луѓе околу нас, ги гледаме потребите и соодветно може да одговориме, кој повеќе, кој помалку. Работата е, знаејќи ги собствените таленти, ние може да се групираме во такви групи, кои што се нарекуваат мали групи, и соодветно спрема своите таленти да помогнеме на другите. Едно прашање. Дали ние се познаваме доволно помеѓу себе? Ја лично не ве познавам. Значи, потребно ми е да поминам време со вас и да ве прашувам за вашите интереси, потреби, работа, визии и така натаму, за да ги разберам вашите таленти. Дали вие лично, овдека како луѓе кои ще живеат во една заедничка задница, нели си помагате себе си, дали се познавате доволно? Дали си ги знаете своите таленти, своите потреби? И дали соодветно може да одговорите? Ако ние помеѓу себе не се познаваме доволно, ако не си ги знаеме потребите, тогаш кој ќе дојде човек, како ќе ја види љубовта овдека на дело на земјата? Тој човек ќе го невозможиме во тоа да го види. Верувам дека секој еден добар христијанин, без оглед и во која црква да е, дека има еден процент од својот карактер кој што е многу пофин, љубезен, добродушен, милостив и така натаму, верувам дека тоа се носи одреден квалитет. Не треба да се плашиме од тоа. Но како да го представиме токму она што е за потребите на луѓето? Например, ако луѓето во овој град имаат потреба да имаат безбеден живот, тогаш можеме и на таа основа да помогнеме. Ние имаме една мала група со која што сакаме да им помагаме на луѓето. И тоа да им помагаме без предрасуди, да им помагаме без од чист мотив, од љубов и пред се да се дружиме со нив. Значи, најпрво тоа го правиме во областа на здравието. Сето она кој што го наоѓаме како добро. Еве еден краток пример. Ако боледуваме од астма, овие денови посебно, како што гледам воздухот тука и не е ни чудо да има голем број од луѓе кои што страдаат овдека од ова нешто. Како тој проблем го решава класичната медицина? Значи, во астмата имаме напад и грчење на бронхиите и нема дишење. Медицината го решава со тоа што гласниците кои испраќаат од имунитетниот систем и велат телото е нападнато, а не е ништо посебно, правта или сите други тие алергени, не е тоа толку проблем, но имунитетот вели, премногу реагира, вели тоа е опасност, грчење. Класичната медицина го скратува пренесувањето на гласот. Значи, таа информација, тие хистамини кои што велат нападнати сме, пазите, тие само со антихистамини го блокират. Проблемот воопшто не е решен, проблемот останува и велат тоа ќе остане за цел живот. Тоа е нормално. Но лайфстайл медицината има најдено дека имунитетниот систем е ослабен пред се од животниот стил. Ако храната се смени и се додаде физичка активност, постои многу голема веројатност тој проблем да се реши. Тоа го направиле во Финска со една група на луѓе кои што во просек страдале некаде околу 12 до 15 години. Сите тие алерготести немало никаков резултат, ги ставиле на стрикно вегетаријанска храна. Стрикно вегетаријанска храна во која некои работи, кои што исто така знаат да бидат алергени, биле ставени на страна, побарале од нив секојдневно да поминават по неколку часа на свеж воздух, во природа, на сонце, значи, и плюс да имат физичка активност. За една година, овие кои што страдале со години, 92% од сите тие кои што учествувале во таа програма биле неверојатно подобри. Со смалени напади, смалени интензитети, со помали дози и
гледајќи во иднината како една светла прекрасна, имајќи благодарност према сите тие кои што им помогнале овдека. И на самата половина година веќе резултатите биле доста добри, но тоа само за една година им се помогнал на овие луѓе. Значи, како е дојдено до тоа? Филозофијата е дека пред се млечната храна ствара слуз во организмот, од синоси, грло и така натама. Во тој слуз многу лесно бактериите се шират, се множат, имунитетот се слабее. Во една капка млеко дозволено е да има 100.000 бактерии. Колку има во една чаша? Тие може да бидат и мртви, сварени, но имунитетниот систем не може да ги препознае дали се мртви, сварени, тој мора да се бори со нив. Резултат на тоа е имунитетниот систем се преуморува, е презафатен. Резултат на тоа, имунитетот почнува да реагира на нешто што не е непријател. Сложен систем внатре, едноставно решение. Не е само млекото, исто и мрсната храна, значи знае да го блокира имунитетниот систем. Обичниот шекер знае да го успие. Ова е испитување направено во Лома Линда. Една бактерија може да убие 20 до 30, едно белокрвно зрнце може да убие 20 до 30 бактерии. После 12 лажици од шекер, мислам дека беше 12 лажици, тоа е доза од Кока-кола, 1 литро мислам дека беше, имунитетниот систем паѓа за 92%, што значи едно белокрвно зрнце може да уништи само една бактерија. 92% имунитетниот систем, белите крвни зрнца се успиват од шекерот. Тоа е исто така влијание. Како може тоа да го искористиме и да помогнеме? Значи, имаме ли пријатели кои што се болни од астма? Можеме ли да најдеме помеѓу себе луѓе со таков талент, кои што би се организирале да помогнат? Луѓе кои што би имале место во природа, каде што тие луѓе би дошле, би се научиле како да си готват, би се научиле како да пијат течност, да бидат во природа, да спортуваат, би се вратили во своите домови, тоа би го спровеле, тоа би се променило и тоа би им помогнало и би се расширило на повеќе луѓе. На тој начин, гледајќи ја таа потреба, ние ќе одговориме, ќе се дружиме со нив, ќе имаме многу пријатели, бидејќи ќе ги помогнем во таа нивна потреба, а ако бидеме љубезни и ненаметливи, ќе можеме да имаме една широка група на луѓе. Еднаш еден пријател американец, сакајќи да му помогне на еден кој што бараше работа, му рече: напиши, испрати на 1000 фирми за една да те повика. Ако ние работиме со 1% на луѓе, тогаш само се мачиме себе си. Но ако помагаме на 100.000 луѓе, тогаш е многу веројатно да најдеме и 100 блиски пријатели. Да имаме пријатели со кои ќе се разбираме, со кои ќе се помагаме, со кои ќе имаме слични размислувања. Тие луѓе имаат потреба од нашата помош, а ние може да помогнеме. Тоа е првото нешто, значи во областа на здравието, што сакаме најповеќе да помогнеме. Но не само тоа. Понатаму ние гледаме, например, потреба од луѓето и од нивната физичка активност, исто и од потребата од одмор. Често пати луѓето работат, но за додатно одмор е потребно доста пари. Многу луѓе се жалат, нема пари, сакаме да одеме во Грција, сите одат во Грција и ние сакаме, но ние, спрема нашите таленти, што ги имаме, нели, најдовме за сходно дека сето тоа може да се направи и со велосипед. Тоа го користиме, во тоа уживаме и им помагаме на луѓето да се научат како тоа да го направат, по сите тие принципи на безбедност, бивање во природа и така натаму. Тоа помага во нашите животи, тоа може да помогне во нивните. Значи и тоа исто го користиме да помогнеме квалитетот на нивниот живот да се подобри. Гледајќи ги нивните потреби, исто ние наоѓаме за сходно дека животот во природа е едно од најбавите работи. Дека многу луѓе офатени од овој систем се мачат себе си, плаќајќи постојано кредити и долгови по однос на струја, на вода и така натаму, наоѓајќи се себе си толку офатени од овој систем, живејќи од денес за утре и прашувајќи се животот минува, што направи? По однос на тоа прашање, ние би сакале да им помогнеме за една филозофија на самодоволен живот во природа. Сметаме дека во природата има такви ресурси кои што може да се искористат и човек да живе еден задоволителен живот, каде што ќе има можност да ја обработува таа земја,
да го користи тоа сонце секојдневно, тој чист воздух, да биде во контакт постојано со разновидни животни, да го негува духот на љубовта со тие животни, да има пријатели кои што ќе доаѓаат тама, ќе го посетуват, и соодветно ќе сведочи во својата околина и за екологијата, и за тој еден продуктивен пристап кон и општествените работи, и заедничките, и помошта помеѓу луѓето. Сметаме дека и тоа ќе помогне на подолги патеки на многу луѓе кои што страдат во овој свет, да тие страдања се ублажат. Тоа го гледаме во многу примери, значи ќе ги има и во Америка, и во Западна Европа посебно, каде што луѓето се одлучуваат на таков живот, а некојаш и од немање каде. Во Америка ќе следите од самата криза, резултатите се, има луѓе кои имале доста пари, но со самата криза дошле во таква ситуација да останат на улица. Имаше една жена со 1.000.000 евра, имала куки, но поради некоја задолжена со тие куки, банката ги одземе и таа живе во кола. Има градови, Сиетал и не знам кои, посебни места каде што луѓето може да живеат во камприколки или во шатори, бидејќи кризата ги доведува до тоа. Многу луѓе кои што живеат во своите коли во кои што и работат. Тие наоѓаат дека на тој начин барем може да се преживее. Тоа е добро, затоа што не одат кон самоубиство и кон откажување. Тоа е вредно и треба да се пофали. Треба да им помогнеме тука како да имат, можеби, соларна енергија, како да ги имат сите погодности на тој живот во природа. То не мора да значи дека таму тоа ќе биде под најниските норми, туку напротив, тоа може да биде многу квалитетно, зависност од потребите и од можности. Мора да се прилагодиме на потребите и на можности. Но веруваме дека таа филозофија на долги патеки ќе помогне доста. Дори гледаме има групации нагоре кои работат со мали домови. Значи, ако голем дом има големи побарувања, малиот дом ќе има мали. Се прави од добар квалитет, за брзо време и основните потреби човек ги има. Дали тоа ќе го користи како привремено или повремено место на живење, или постојано тоа е ставено на нив. Дури има луѓе што за нас се смета за толку назадна работа, неверојатна, има луѓе кои што прават домови од кал, од глина, нели, помешана со слама. Прават домови за 100 евра, за 200 евра, за 300, ги прават и помодерни, ги прават и поедноставни, се населуват и живеат и велат, немам никакво задолжување, уживам во природата, си работам, пак си ги врша сите своји должности. Не секој ужива во тоа, но ако има некој кој што тоа би одговарал на неговата потреба, на неговиот проблем, то дефинитивно ќе биде од помош. Ние ќе бидеме тука да помогнеме со информации, со помош, ќе се собереме ако треба неколку луѓе, ќе направиме нешто заедничко, ќе му помогнеме на тој човек да живее во природа и да има добар социјален живот. Изолација сам во природа не е добра. Добро е да има мрежа, група. Нашите размислувања или моето лично размислување е дека кога би имале такви места каде што луѓето би се групирале по неколку фамилии, 2 до 3 фамилии би живееле заедно во природа и би имале само финансирачки многу добар систем обработени, кога тие групи би комуницирале еден со друг и би се помагале, тоа би било прекрасно и за самите луѓе да може да се овозможи да живеат во природа, тоа ќе биде прекрасно сведоштво за околината, дека може да се живее во природа, може да се живее едноставно и може да се живее со потпора, со добар социјален живот и со потпора. Ако едни произведуваат едно, другите може да произведуваат други. А размената ќе даде да сите имаат се. И животот ќе биде и ќе се покаже како едноставност. Бидејќи, ако птиците може да преживеат со сето ова страшна зима, колку повеќе ние кои што може да работиме и да ствараме. Еве едно од тајните каде лежи. Ако чуваме животни за храна и за млеко, тогаш имаме потреба од многу повеќе земја. Ако имаме 2 хектари за луѓе кои што се хранат со местна храна, пресметено дека е потребно 2 хектари за 1 до 2 луѓе, затоа што животното има потреба од простор. Плюс, секој ден сме зафатени со тоа живот. Мораме да му помагаме, некој дури доаѓа до тоа дека му служиме цело време. И тоа ни помага, но ние му служиме. Не? Ово лакто вегетаријанството, кое што користи
производ од животинско потекло, но без месо, некаде околу 15-20 луѓе може би беше. А за 2 хектари, оние кои се стрикно вегетаријани, доволни се 2 хектари за 50 луѓе да се исхрана за цела зима, за цела година. 50 луѓе. Пред се тоа е храна житарки и мешунки, бидејќи тоа е основната енергија на движењето. Зеленчук, овоше, јатки, сето тоа е дополнително. Се заедно комплементирано. Што зборува тоа? 2 хектари за 50 луѓе. Што значи за една фамилија 5 декари би било перфектно и тоа би возможно и за себе и за другите. А можеме да работиме многу повеќе. Гладта во светот, тоа е едно од решенијата за таа потреба. Велиме, глад постои во светот, луѓето велат немаме што да јадеме. Следам такви информации на телевизија, нели, но кога ќе видиме тие луѓе се хранат со брашно, зејтин, шекер, понекојаш и цигари користат. Самото тоа сведочи за една мала неодговорност или неинформираност. Бидејќи 1 килограм пшеница, која е 12-15 денари, нека и 20, ако се купи на право место, ќе наполни цело тенџере. Граф, потребно е 125 грама на едно јадење за еден човек, кој што ќе даде 2 пати и 3 пати заедно со водата, барем 300 грама ќе дојде тоа. Самата таа комбинација ќе ни даде здрава енергија, а нема да ни земе многу од средствата. Тоа е еден од начините како се помогне на овој свет да го реши и прашањето на исхраната, за кој тврдат дека се попроблематично, па затоа се оде на генетска храна. Во Америка постоеше една информација, ако храната која се користи за животни, се користи за луѓето, ќе биде доволна за 4 пати повеќе да се исхрани населението во Америка, мислам дека беше само во Америка, тоа што се користи за животни. Во Европа ќе видите многу полења кои се користат само за тие крави, затворени таму, големи пространства кои што може да биде храна, квалитетна храна, пред се нели житарки и мешунки. Тоа може да биде решението. Ако таа е потребата, ние треба да помогнеме. Ако тоа го направиме, има ли подобро сведоштво од тоа да покажеме квалитетен живот, да покажеме квалитетни мали средини, кои ќе го представуват Божиот карактер на дело овдека на земјата. И ако по тие закони на љубезност, ненаметливост, искреност, честност, тогаш не треба да се плашиме за ништо друго. Ако нашиот карактер биде отворен пред овие луѓе да сведочи за тоа како оваа книга влијае на нас, не треба да се плашиме од ништо. Ако нашите карактери не се баш добри и тие луѓе дојдат во контакт со нас, тогаш треба да се плашиме. Резултатот ќе биде, ќе не сметат за дволични, лицемерни и резултатот ќе е негативен. Освен што може би ќе уживаме ние самите, тоа ќе биде за самите нас, но нема да помогне многу на луѓето, нели, со кои што се дружиме. Заклучок. Библијата е љубов. Често пати се обидуваме да дефинираме љубовта. Но ако не постои интерес, не се познаваме себе си овдек, тогаш кога ќе дојдат нема да препознаат љубов помеѓу нас. Резултат само ќе се мачиме. Ако немаме грижа за собствените потреби, иако грижата мора да ја гледаме и од агол на неодговорност. Некои луѓе се неодговорни и ако само се грижиме, тоа е како фрлање во буре без дно. Тоа не е добро. Че грижата ги гледа реалните потреби и реално одговара на проблемите. Ако тоа не го има помеѓу нас, тогаш луѓето ќе доваѓат, но ќе им се чини некаква дволичност, некаква лицемерие. Оние кои што мора да се спасат, кои се во тешка криза, ќе прифатат без оглед на нашите карактери. Но тоа нема да биде на наша пофала. Нашиот работодавач нема да не пофали за тоа. Ако немаме одговорност за сите тие потреби, тогаш ќе се гледа дека, извини, не може да ти помогнам, снаоѓај се до тука. Јас се исполнив должноста, па друг некој му ја мисли.
Ако не покажеме респект, тогаш ние сме насилници. Не го спроведаме законот на љубовта, најверојатно нема се спасиме. Иако можеме да чиниме добри дела, но на крајот нашата душа нема да одговара на неговата филозофија на живот. Љубовта треба да се спроведи пред се помеѓу нас, но тоа не мора да биде на глобално ниво. Ако очекуваме да црквата стане перфектна, тоа нема да биде. Но ако луѓето со заеднички таленти се групира да чинат добри дела, тогаш тоа може. Малата група е многу полесна да биде благословена. Малата група не зависи од надворешните околности, бидејќи ако помеѓу себе се сложни луѓето, се интересират, се грижат за потребите, покажуваат респект еден со друг, тоа е светло кое што ќе се постави и може да се постави на секаде. Ако имаме во Македонија 10-20 такви светла, неверојатно тоа ќе го зголеми и ќе го подобри квалитетот на животот на овие луѓе. Тоа ќе бидат мали места од парчен небо, на оваа земја во која луѓето страдаат и трчаат постојано по задоволство. Мислат дека тоа ќе исполни нивната празнина. А знае кој е резултатот на тоа? Резултатот е страшен. Бог се интересира за потребите на овие луѓе. Не само во Исаја 58 глава, туку и сам Исус ќе каже, во последното време ќе дојдат и ќе ми речат. Но кога бев гладен, не ми помогнат. Кога бев жеден, дали тоа се однесува само на гладта, жетта, бивање во затвор и ништо друго? Фанатичкиот начин на размислување би го земал само ова. Но, ако тоа го земе како принцип, бев во потреба, а не ми помогнат. Тоа одговара дека на нашата душа повеќе одговарало да ние нешто пренесеме, а не да се грижиме за реалните потреби и да се дружиме. Без овие два принципи често се случува. Ако само помагаме, а не се дружиме, тогаш тоа е само како фрлање енергија во буре. Тоа ништо не се решава. Често пати мислам така за овие африканските земји, Кенија посебно. Други држави, каде што гледам, американците идат, помагаат, но неодговорноста се и неодговорност. И тоа се продолжи, тоа никој пат нема да ја смени комплетно државата. Бидејќи луѓето, живејќи во тој хедонизам, во тоа задоволство, гледајќи само за себе, тоа е нешто кое што на крајот уништува се околу себе. А треба да му се покаже на овој свет пред се од чист мотив. Ако ние со задоволство го живееме тој живот и не сме ни свесни дека помагаме на луѓето, а во тоа уживаме, и резултатите што се случуваат, и ние викаме, па кога ти помогнаме? Кога се погрижиме за твоите потреби? Ние уживавме во тоа. Задоволство ни беше да се дружиме, задоволство ни беше да помогнеме, задоволство ни беше респект да покажеме. Сето тоа нас ни беше задоволство. Ние уживавме во тоа нешто. Имаше нешто што нас не смени и ние живеевме таков живот. Имаше и проблеми, но убаво си поминавме. Но тоа се случило, а ние самите не сме били свесни. Зошто? Затоа што ние сме креирале ситуација во која Светиот Дух може да помогне на луѓето околу нас. Ако ние преземеме неговата работа, тогаш резултатот е човечки. Но ако се ставиме во околност во која помагаме, а не се преокупираме со некои работи, а резултатот е многу добар, се е во ред, нели? Значи, спрема даровите и талентите, ние можеме да се организираме. Некогаш во тие мали групи некој може да помогне и со 1 час месечно. Ако знаете, например, некој болен од астма и му пренесете, тоа е доволно. Ако се направи едно предавање некаде, може да го повикате. Тоа ќе се прошири. Ако имате повеќе време, може да поделите и покани, но не морате. Оно колку што можете, спрема вашите потреби, спрема вашите можности. Ако некој пат после се створи една таква група од тие луѓе кои што ќе сакат повеќе да научат, тогаш ќе има потреба некој да им пренесе, некој да им каже, некој да прочита. Оној кој што има можност, може да повели и тоа да помогне, нели? Малите групи се она, по моје мислење, кои може да го завршат делото.
Затоа што во малата група може да се групираат луѓе со слични особини кај што Божиот дух може да влијае прекрасно. Ако сакаме да го завршиме делото сите заедно, сите на едно место, со сите своји разлики, тогаш ќе дојдеме до многу проблеми. Тоа е добро онома каде што може, но спрема потребите треба да се прилагодиме ние, нели? Секоја работа е добра, која што ние работиме, кога имаме контакт со луѓе и го изразуваме карактерот. Сето тоа може да биде од помош, и е од помош, и сето тоа е сведочење секој момент. Но ако работиме посебно, или даваме барем одредено време од својот живот за потребите на луѓето, за квалитетот на општеството, ако видиме дека млади деца, ромчиња, трчаат по улицата, се тепат едно со друго, што може да очекуваме од тие кои ќе се пораснат? Најверојатно ќе се развијат во криминал. Како да помогнеме на ово општество криминалот да се намали? Ако гледаме дека луѓето возат себично по улиците, тоа ми беше интересна споредба од Чешка, кога дојдов тука, не можам да се изначудам зошто пробуват да влезат без оглед на просторот на другиот. Тоа е неверојатно за таа чешка култура, да се види ова себичност, чекај да помигнам прво јас. Тоа е неверојатно, несватливо, и тоа е потреба на ово општество да се смени. Секој еден од нас може да даде придонес ако возиме примерно. Ако некои се посебно чувствуваат дар, дека може да направат нешто во општеството, да се промени. Тие може да се организираат, може да помогнат, ќе имат многу пријатели и ќе заштитат човечки животи. Треба да се помогне и тоа не треба да се изостави. Тоа е потребата она во Скопје. Ако е потребата чист воздух, исто, што може ние да направиме со тоа? Колку можеме? Каде е проблемот? Дали имаме луѓе кои што имат способности, а ние имаме способности, не само за зборување за Библијата, кој добро ја знаеме и дух на пророштво, имаме и многу други способности. Зашто да го поминеме животот секој ден, правејќи пици и продавајќи пици на луѓето или пекара или некои други услуги? Можеме и тоа. Добро е кога имаме контакт со луѓето. Но зашто да не работиме во оваа област, каде што можеме директно да правиме поквалитетен живот? Ке имаме проблеми, обично демократијата е злоупотребена, но онома кај што можеме, треба да помогнеме. И треба да го направиме тоа со чист мотив, од љубов. Да не имаме задницки намери, да не имаме закачалки, да не имаме нешто кое што ќе ги гони тие луѓе, напротив, ќе им помогне. Заклучокот на крајот би бил: малите групи ќе завршат работата. Бог ќе ги благослови, делото ќе се заврши. Некои ќе учествуват во него, некои нема да учествуват. Некои тоа ќе го гледат негативно, како закана, дека го дели единството на црквата, но напротив, повеќе мали групи, кои што ќе помагат за различни работи и ќе се офатат сите аспекти од животот на човекот, може да предонесат квалитет во ово општество, квалитет за нас, кој ќе користиме пред се изворите кои Бог ги постави. Кој ќе користиме и сонцето, и водата, и здравата храна, и физичката активност. Сето тоа може да ги возобнови нашите животи, нашите умови. Ќе можеме многу повеќе да им помогнеме на другите. Сите не можат, но сите оние кои што се во можност се многу добра. Кога со различните дарови и аспекти ќе помогнеме да едно општество стане по-квалитетно. Тогаш ќе помогнеме на многу народ. Ќе имаме многу пријатели. Ако сме љубезни, ненаметливи, ако се грижиме за нивните потреби и имаме респект, тоа нема да остане невидено. На тој начин, по моје мислење, ќе го спроведеме сето она кој што го читаме во Библијата, кој што не е само зборување за тоа каков е Бог, туку мора да се покаже на дело. Ако не се покаже на дело, велиме, нема ефект, луѓето тоа го сметаат за насилништво и така е дефинират всушност, во светот така е дефинирано секта. Луѓе кои сакат да те внесат во некој систем на размислување, кој тие го имат, а нема да ти кажат ништо од почеток, значи ќе има некоја финта, како да ти се преубедиш во таа логика и ќе те спроведат во тоа нешто. Дали имат право, дали немат право, тоа е дефиницијата во овој свет. Затоа треба да видиме таа нивна потреба, соодветно да одговориме, да помогнеме, бидејќи
Тоа е она што ние го имаме. Ние го имаме токму тој квалитет, што одговара. Села ова вода што ја пијат луѓето во овој свет, само е полни празнината од денеска за утре. И утре морат повторно да трчат по тие задоволства од наутро. Кафе, значи резервна енергија да извадат, цигара, резервна енергија да извадат, за да го преживее денот, бидејќи не знае за друго. А ние може да помогнеме. Сето тоа ни го дава Бог, ни го возможува и не повикува на една таква служба. Нека е благословено името Господа. Амин.